Isuse Hriste, jaz te ljubam do nebo. Isuse Hriste, jaz te ljubam visoko. Isuse Hriste, jaz te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si patot, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Ова песна снезе на некој од нашите средби и слави. Радувајте се небеса за загубената овца. Не, радувајте се небеса за загубената овца. Добриот пастир ни една овца не остава. И небото се радува кога сме заедно, со душа што се прибира во Царството небесно. Амин. Амин. Слава Ти, Господи Исусе Христе, Татко мој, кој си на небесата, да се свети, како што сонцево свети името Твое, да дојде царството Твое во моето срце, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, Татко мој, како на небото, така и на земјата, така и во моето срце. Те сакам, Господи Исусе Христе. Лебот наш насушен, дај ни го и денес. Човек не се храни само од леб. Јас имам храна, вели Исус, што вие не ја знаете. Знаете, мојата храна за духовниот човек, вели Исус, е да ја исполнувам волјата. Волјата да ја исполнува на оној што го прати Таткото Небесен. Значи, ние имаме Татко Небесен. Слава Ти, Господи Исусе Христе. И простини ги долговите наши. Но дали ние им ги, како што и ние им ги простуваме. И не воведи во искушение, изведи не од искушение, зашто Твое е царството и силата и славата во веки векови. Амин. Одиме со озвучување на Божјото Слово, на живото Слово, на мечот на Духот. Од Евангелие по Матеј ќе прочитаме последните неколку стиха од 19-тата глава и одиме на 20-тата. Исус вели, ако сакаш да бидеш совршен, пазете, ние сме повикани на усовршување. Значи, ние сме дојдени овде да се усовршиме, да почнеме да постапуваме, да се однесуваме како Исус. Ако сакаш да бидеш совршен, оди, не седи, оди, продај го имотот свој, раздели го на сиромаси и ќе имаш сокровиште на небото. Продај го имотот свој, се што имаш, да служи за Исус. И раздели го на сиромаси. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. Например, одиш на консултација кај одреден пастор, епископ, плаќаш одредена сума и после одиш на молитвена терапија. Бесплатно добивте. Те сакам, Господи Исусе Христе. И ќе имаш сокровиште на небото. Па дојди и врви по мене. Дали ти врвиш по Исус или си тераш по својот собствен пат, штом го чу младиот човек тие зборови, си отиде нажален, имаше голем имот.
Дали можеш ти да се одврзеш од се и да го бараш Царството Божјо? Значи, во еден момент тебе ти се важни имотот, автомобилот, викендицата, титулите, книгите, децата, жената, сопругата, роднините, татковината. Тие имаа подобра, односно небесна татковина. Дали го бараме Царството Божјо? Исус им рече, вистина ви велам, богат мачно ќе влезе во Царството Небесно. И ти не собирајте богатство на земјата. Ти собираш богатство на земјата и го оставаш тука. И тогаш ќе сее суета. Собирајте богатство на небесата. Како се собира богатство на небесата? Па кога се усовршуваш во љубовта како Исус. Кога постапуваш како Исус, кога ги љубиш сите. Кога простуваш и ја претрпуваш штетата. Кога го завртуваш и другиот образ. Те сакам, Господи Исусе Христе. И уште ви велам, полесно е на камилата да мине низ иглени уши. Ти си камилата, кога собираш богатство на земјата, отколку богатиот да влезе во Царството Божјо. И сите велат, барајте го најнапред Царството Божјо. Па како се бара Царството Божјо? Ти си се фатил за земниот живот, се држиш за работата, за колегите, за сопругата, децата, за имотот, за парите, за сметките, за викендицава. По Мавровската црква, раб Божи, почетна категорија, сотрудник Божи, слуга Божи, сотрудник Божи, пријател Божи. Дали го бараш Царството Божјо или си го живееш својот живот, си тераш кефој. Народот седна да јаде и да пие во Коринтијаните. Па стана да игра. Сега се сите исплашени од короната, едва и чекаат. Сатаната ги исплаши со страф од короната. Носат маски, ракавици, се прскаат. Сатаната весее како пченица. На еден собир ме викна политичка партија да одржам беседа за јавно говорење. И бидејќи таму има можност, зборував за Исус. Им кажав 3 пати на ден на гладно срце, македонските водачи по глава треба да се удрат силно. Да им се отворат очите и ушите. И со срцето да се покајат, да престанат да крадат. Сребролюбието е најголемо зло. Тоа им го кажав. Таму беа повеќе луѓе од безбедносните структури. Без Исус не можеш да го победиш сатаната, било кој. Со Исус ти си веќе победник. Знаете, бегај од Македонија, сатано, во името Исусово. Дали сте слушнали некој друг да го повторува ова? Во Армакедонскава земја, кога ќе дојде Духот по твоето срце, Он мене ќе ме прослави. Исусе, те сакам. Слава ти, Господи Исусе Христе. И тие учениците му велат, кој може да се спаси? Добро прашање. Имат една заедница, групација цела. Значи, Стариот Завет го читаа фарисеите и го распнаа Исус. Новиот Завет доведе до поделени деноминацијски заедници. И тие мислат, спасени сме, кој може да се спаси? Извикал Исус, прифаќаш Исус? Да, го прифаќам, ајде, тап, ајде, еј, ке биде. И спасен си. Чекај, синко, професорот мој Темков по етика, по-паметен е од вас фарисеите. Без разлика тој дали се држи за Библијата, дали ја чита. Тој знаеше што е. Етика се полага последниот ден кога ќе се представиш пред Бога. Бидејќи можеби вчера, сношти си погрешил, си паднал на етика, а тие велат, само што рекле Исус го прифаќам дека се спасени. А има да изоди уште 30 години во земново време. Па зошто ти ги дал Господ тие 30 години? Да седиш таму и да чекаш да ти испрати авион, такси до Божјото царство. Такси до Божјото царство. Нема такво. Стани и оди. Синко, каде? По тесната патека што води кон животот. Тогаш вика, кој може да се спаси? Па тој што чекори по Исус. За луѓето тоа не е можно, но за Бога, ако го примиш Исус во твоето срце, е можно. Ќе ти даде сила да надвладееш се. Ние оставивме се, вели Петар,
и по тебе одиме што ке стане со нас. Ние оставивме се. Дали си оставил ти се вистински? Дали ти значи ова на земјава или го бараш Царството Божјо? Добро прашање. Треба да оставиш се зад себе и да се концентрираш, да се насочиш, да се сосредоточиш кон Исуса Христа и Неговата љубов. Вистина ви велам, дека вие што врвите по мене, при повторното раѓање, ти мораш да се родиш во Исус, да умреш стариот ти, сатанскиот ти, телесниот ти, кога Синот човечки ќе седне на престолот на својата слава. Славата е Негова. Ќе седнете и вие на 12 престоли и сега бројките тие ќе анализираат 12 Израелеви колена. Кои се тие? Па сите ние, Израел, сме сите ние. Тоа е црквата која имаше завет со Бог. Македонци сме сите ние што ќе го повикаме Исуса. Исусе, дојди во Македонија и помогни ни, без разлика што сатанските постмакедонски идентитети. И денеска, тврда 2020 година, меѓу Косар, Тревен и Косар, дека нема македонци. Има. Исус одредува кој има, а кој нема. Не ти, сатанска збирштина, лажната синагога, лажни христијани. Со устата го почитувате, а со срцето сте далеку, far away, далеку сте од Него. Те сакам, Господи Исусе Христе. Секој што остави куќа, тоа е тоа што те врзува. Брат, сестра, татко, мајка, жена, деца, ниви, имот, заради името Исусово, ќе наследи 100 пати повеќе. Мојот татко е семокниот Бог. Се е од Него. Тој создал се и за Него создадено. И ќе добие живот вечен. Мнозина први овде што ги гледате ќе бидат последни, а мнозина последни овде што ги гледавте како Исус кој беше последен, распнат, ќе бидат први. Зашто Царството Небесно прилега на домакин. Влегуваме во 20 глава Матеј, кој излегол наутро рано да најми работници за своето лозие. Дали ти работиш за лозието на Таткото Небесен, или си го копаш твоето лозие, си правиш винце и си пиуцкаш, ба штом се погоди си пивкаш винце, јадеш лепче и мислиш дека е тоа доволно обредната постапка, па штом се погоди со работниците, да работиш за Него, за Царството Божјо. По динари и на ден ги прати во лозието свое. Јас сме сега во лозието. Потоа кога излезе околу 3-тиот час, виде други како стојат на пазариштето без работа. Мојот дом го направивте разбойничка поштера, пазариште. Кој дом? Вашето тело, вашата заедница, вашата држава, институциите на системот. И вашите слепи водачи кои ако не се покајат, ќе ве одведат бидејќи се слепи во јама. Одете и вие во моето лозие, па што е право ќе ви дадам, и тие отидоа. Пак излезе околу 6-тиот и 9-тиот час. Направи исто, ете како работи Таткото Небесен. Околу 11-тиот час одново излезе и најде други како стојат без работа. Во некоја заедница таму си пеат песни, си рецитираат, скандираат молитви, илјадници зборови, желби, рецепти како. Зошто стоите тука цел ден без работа? Дали ти работиш за Царството Божјо или работиш за себе? Себе славење, себе фалење. Тие им одговорија, никој не повика. Мнозина се повикани луѓе. Сите сте повикани. Малкумина се избрани. Одете во моето лозие и што е право ќе добиете. Што е право? А што е право? Исус. Фати се за Исус, клекни на колена, покај се и чекори по Него, побарај помош од Него. Еве ќе ви кажем еден случај. Починал близок на една жена сотрудничка, се јави, се молевме, беше во кома. Молитвата оди вака и по 3 дена почина. Значи, татко мој во името на Исус, ако е за кај тебе, земи го. Ако е за назад, врати го на земјава, те молам да биде здрав и исправен. Ако го земеш, нема да се лутам. И тој почина по 3 дена. И сега жената оди на гробишта, значи се молевме 3-4 дена, толку беше. Јас изборувам
сведоштва за смртта дека Исус ја победи. И отишла на гробот и таа сега ми раскажува, јас парафразирам, како ми пукнеше срцето првиот ден после погребот. Значи тој беше нејзиното момче. Господе Исусе Христе, и таа само рекла: Исусе, помогни ми. И одеднаш вика, излезе нешто од мене. И слуша глас, не може да разбере, бидејќи малку не е се уште утврдена на убаво место. Е сега, починатиот. Значи, како што мене ми кажа, по мои раце е сега. Знаете, те сакам, Господи Исусе, а кога се стемни, Господарот на лозието му рече на својот настојник: слава ти, Господи Исусе Христе, повикај ги работниците и плати им, почнувајќи од последните па до првите. Од платата на гревот е смртта, а на работата вечен живот. И дојдените околу 11-тиот час добија по динари, а кога дојдоа првите помислија дека ќе примат повеќе, но и тие добија по денари. Имам, праќа, колку време си во Исус? 30 години сум јас во Исус. Па, видете, јас не размислувам во земно време. Првите и последните. Не знам колку сум. Постојано бев во водство. Поголем дел не бев освестен. Сега се обидувам да се прочистам, да оставам се земно и да врвам по него. Како помина тој процес, ме спасуваше неколку пати од смрт, од давење, од собраќајки, од паѓање од височина. Потоа ми рече еден ден како апостол Павле, од болки, од страдање, од труења, од луѓе што сакаат да ме убијат. Како апостол Павле ми рече: те сакам, Господи Исусе Христе. И штом добија негодуваа против Господарот, еве го човечкото, и велеа: овие последните работеа 1 час, а ти ги изедначи со нас, што ја претрпевме тегобата на денот и жетвата. Че јас сум толку години мирни во името на Исус, толку години сум овде, и сега одеднашка некој дошол и почнува да сведочи за Исус. Замолчете во името на Исус. А тој им одговори и му рече на еден од нив: Пријателе, немој да лаеш како Песов. Не те онеправдувам. Пријателе, нели се погоди со мене за денари? Земи си го своето и оди си. И на овој последниот сакам да му дадам колку и на тебе. Зар немам право да чинам со своето што сакам? Зборува семокниот Бог, или ти е окото завидливо? Око завидливо. Зошто тој има, зошто ти немаш? Оти сум добар. Те сакам, Господи Исусе Христе. Знаете, затоа е добро да го имате тој момент. Не судете. Не судете. Со каква мерка судите? Со таква ќе ви се суди. Не судете за да не бидете судени. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам. Така ќе бидат последните први. Последните први. Првите последни. Зашто мнозина се повикани. Малкумина се избрани. Зашто сте повикани? Да работите во лозието на мојот небесен татко. Не да лаете како Песов. Зашто ви дал збор, ви го дал живото слово, да го извадите мечот на духот и да удрите по незнаболците, по незнабожците. Со Словото Исусово, замолкни во името на Исус, да не си писнал. Се зборува Словото Божјо. Те сакам, Господе Исусе Христе. И кога се искачуваше Исус кон Ерусалим, слава ти Исусе, ги зеде насамо 12 ученици и по патот им рече: ете, се искачуваме кон Ерусалим и Синот човечки ќе биде предаден на првосвештениците и книжниците и на третиот ден ќе воскресне. Значи тој им го кажува тоа, тие не го разбираат. Во друго евангелие Петар тогаш му вели: не, тоа нема да стане. И Исус му одговара: бегај од мене, Сатана. Значи Исус им кажува, тој знае што ќе се случи. Тој ја пие горката чаша. Тој ја прифаќа волјата на Таткото Небесен. Тој оставил се земно и врви по него. Тој е пратен, му служи на Небесниот Отец. Он ги врши делата.
Духот негов на Отецот зборува низ него. Овде го нема тоа и сега еве го на Петар вели, ние оставивме се и врвиме по тебе. Слава ти Господи Исусе Христе, слава ти Христосе. Тогаш пристапи до него мајката на Завеедевите синови, заедно со своите синови и клањајки му се го молеше нешто. Видете, мајка со синовите кои се грижи за нив. И кој остави татко, мајка, син или ќерка повеќе од мене? И треба да го љуби Исус, не синовите. Мислам, сликата е направена. И таа сега сака тој да се моли за Исус, за синовите да им направи. Јас се молам да се спасат сите луѓе. И моите две деца од претходниот брак и бившата сопруга и сите нејзини роднини. Ги благословувам, од срце ги љубам. Те сакам Исусе. Но не можам да го молам да ги седне од десната и од левата страна. Знаете, нека биде волјата Твоја. Исус одговори и рече, таму одговори, заповедај овие два мои сина да седнат при тебе, едниот одесно, другиот одлево во Твоето царство. Значи, таа си има желби, а претходно Петар вели, ние оставивме се и врвиме по тебе. Значи, да оставиш се, значи да ги оставиш своите желби. И се што ќе доаѓа да прифаќаш. Исус одговори и рече, не знаете што барате? Можете ли да ја пиете чашата што ќе ја пијам јас? Се она што ви испраќа Отецот да прифатиш со радост? Или да се крстите со крштевањето со кој се крштевам јас? Значи, Исус нема свој идентитет. Идентитетот негов е во дух исполнен со Отецот Небесен. Го крсти Јован Крстител и вели, јас не сум достоен ни врвките од обувките да ќе одврзам. Крштевањето негово е распнување на крст. Ја дава душата своја за браќата. Тие му одговорија, можеме. Што значи да се крстиш ти? Па да застанеш пред крстот, крвта Исусова е врз тебе. Да се оставиш себе си таму и своите желби. И да влезеш во волјата на Отецот Небесен. Во сила да влезеш, да му ја дадеш власт, а тој да ти даде власт. И тогаш ти ќе имаш власт да газиш на змии на шкорпи. И им рече, чашата моја ќе ја пиете, Исус, односно Отецот Небесен, со крштевањето, со крштевам јас ќе се крстите, некој од нас, но да се седи од мојата десна или лева страна, тоа не зависи од мене. Исусе, те сакам. Таму ќе седнат оние за кои е приготвено од мојот Отец. Во Јован се вели, не можете ништо да земете ако не ви е дадено од небото. Он ги врши делата. Таткото Небесен во Исус, така треба и преку тебе, Он да зборува. Зборувај низ мене, Татко мој, нека секој збор ги допре оние луѓе што им е потребен мир и љубов во твоето срце. Вчера бевме на заедницата и зборувавме за не дојдов да донесам мир, туку меч. Да, мечот на духот го донесе, за да се раздели овците од козите. И затоа е тоа кои ќе станат деца против родителите, ќе ги убијат и ќе стане деца, значи едни против други во името Исусово. И 10 што чуја не годуваа против двајцата браќа што сакаат посебно нешто. Но Исус кога ги повика им рече, знаете дека кнезовите народни, вашите политичари, владеат над народите и управниците господарат над нив. Вашите власти. Земното е, тој е директор, тој е политичар, тој е председател на влада и ве продаде како компири, како баклава и тепси. Си бакнува пенкалца, си ги брои парите, продава дрога. Исус е на помош. Ви го смени името, знамето, идентитетот, ве распродаде. А ние не сме сите негова собственост. И тоа е соблазна за која, бидете сигурни, ќе треба да се отплати. Око за око, зап за зап, без Исус Христос. Меѓу вас пак нека не биде така, како во политиката. Кој меѓу вас сака да биде поголем, нека ви биде слуга. Кој сака меѓу вас да биде прв, нека ви биде слуга. Како што и Синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи. Тој послужи, се даде себе си, своето тело и душа за браќата. И ја даде душата своја
за откуп на мнозина. Дали си ти спремен да ја дадеш душата своја? Кој ќе ја сочува душата своја, ќе ја загуби. А кој ќе ја загуби душата своја заради Исус, душата си сака, тој ќе ја зачува. Како што и Синот човечки не дојде да му служат, туку дојде да послужи, да ја даде душата своја за откуп на многумина. И кога излегуваше од Ерихон, по него врвеше многу народ, затоа го убија фарисеите, кои го знаеа Стариот Завет. И ете двајца слепи седнати покрај патот, штом чуја дека минува Исус, извикаа посилно и викаа и велеа: помилуј не, и рекоа: помилуј не, Господи, Сине Давидов. Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се. Подобар препев. Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се. А народот им заповеда да молчат, а тие уште посилно викаа и велеа: помилуј не, Господи, Сине Давидов. Исус застана, ги повика и рече: што сакате да направам за вас? Исус доаѓа и ви кажува: што сакате да направам за вас? А тие види: Господи, па сега не знаеме ние, види сега да ти кажеме ние нешто тебе. Слушај да ти кажеме, ти си слуга, сега ај донеси ни не знам што. Пазете, кога двајца ќе се соберат и побараат нешто од Отецот, ќе им се даде. И сите се молат двајца или тројца, но двајца или тројца собрани во Негово име. Не во мое име, не во твое име, не во православно, католичко, протестантско или не знам какво. Црквата е на Исус. Исус застана: што сакате да направам за вас? Да ни се отворат очите наши. Тоа сакам, Исусе, да направиш за сите луѓе што ги водат заедниците и за политичарите македонски што крадат и не продаваат. Тешко на оној преку кого доаѓа соблазната. Исус се смилува, се допре до нивните очи и веднаш прогледаа очите нивни, викаа покрај патот: смилувај ни се, прогледаа очите нивни и тргнаа по него. Тргнаа по Исус. Кога ќе ти се отворат очите, ќе тргнеш по Исус. Нема да дремеш некаде за нешто, да собираш богатство на земјата, ќе се одврзеш од се. Викендици, автомобили, позиции, книги, сопруга, деца, мајки, татковци, сите ќе оставиш се и ќе го бараш Царството Божјо. Те сакаме, Господе Исусе Христе. Слава ти, Христосе, за секогаш Исус, за навек Исус. Исус напред ни е по него. Мојот татко е семокниот Бог. Верувам во Исус Христос, мојот Господ и Спасител, Цар над царевите, Господар над господарите, Алфа и Омега, првиот и последниот, почеток и крај, се од него и за него создадено. Он ги дава имињата на народите. Он одредил кој е кој. Он одредил израелци, македонци. Те сакам, Господи Исусе Христе, и се преку него се држи. Останувам во Исуса Христа и јас се држам за Исуса. Те сакам, Господи Исусе Христе, мир вам до Божјо Царство небесно. А ти, брате и пријател, имаш проблеми на телесно ниво, на душевно. Гледаш дека светот се распаѓа, последни времења се, сатаната сака да ви стави чипови, бројот над зверот, сака да му се поклоните над зверот. Се е тоа зверот што не е Исус. Повикај, клекни на колена: Исусе, Сине Давидов, смилувај ни се. И чекај, знаете, оди на гробот девојката. Тешко ја починал претходниот ден нејзиниот љубеник. Ја боли срцето. Таа вели: Исусе, помогни ми. Слегува дух, ја чисти и вели: на убаво место е сега. И таа сега е во мир. Се молевме само 3 дена. Те сакам, Господе Исусе Христе. Сакам да останам, да ми дадеш сила да работам во лозието.
Мир вам за секогаш Исус. Исус за навек. Амин. Исус напред, ние по него. А каде инаку е води сатаната во овој свет? Во огнено езеро, слеп, и сите ќе паднете во јама. Без Исуса не можеш да го победиш сатаната, сине човечки, кој е дел во тебе, зашто си дел од тоа тело. Мир вам, Исус напред, ние по него. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божјото царство небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исус е мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам.